Имате советници кои што на различен начин ја толкуваат својата улога во советот. Некои се претежно ориентирани да ги слушат партиските лидери, некои успеваат да се надраснат себе си и на прво место да им се проблемите на граѓаните и решавање на проблемите на граѓаните. Ние сме платени, јас земам плата, а тие паушал, за да ги решаваме проблемите, а не да им создаваме проблеми на граѓаните на општина Карпош. За волја на вистината, за некои работи успеваме да најдеме заеднички јазик, за некои работи се уште разговараме, некогаш ни се случуваат илузорни работи, како например, не знам, треба се легализира куќа на граѓанин кој што ги исполни сите услови утврдени со закон, вклучувајќи и добиена согласност од градот Скопје, од Министерство за екологија и така натаму. И наистина апсурдна е ситуација која ќе видите дека против тоа гласаат советници кои што живеат во диво изградени куќи, чии што куќи се легализирани. Дали е тоа етички? Или пак против тоа гласаат советници чии што партии го донале законот за легализација и ги пропишале тие услови. Зарем можем јас да направам на некој граѓанин кој што исполнува услови утврдени со закон, да кажем јас нема да ти давам тебе одобрение за градба, ако тој ми донесе имотен лист, ако донесе проект, ако ги плати комунали, се што треба и така натаму, значи ако има маркица утврдена со закон, јас сум должен да му издам одобрение. Одобрението нема да го издадеме ние, ќе го издаде веројатно управниот суд, но јас да речеме апелирав, дајте колеги, нема зошто друг некој да ја решава, да ја врши нашата работа, треба ние самите да ја вршиме, но ете тие се тие апсурди кај поединци, но во секој случај има и за работи кои што успеваме да се договараме. Се на секоја би оценил работата на или кохабитацијата на градоначалникот со советот, би рекол добар 3.